Почитуван председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, господин Менди Ќура, најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата и честа да се обратам пред овој ценет форум. Почитуван заменик председател на владата, почитувани министри, почитувана директорка на управата за јавни приходи, професори, академици, представници на дипломатскиот кор, почитувани останати присутни. Сакам да упатам честитки за организацијата на овој традиционален настан, каде се оддава признание на топ 100 најуспешните компании кои членуваат во Стопанската комора на Северозападна Македонија. Изборот на најуспешните топ 100 компании според остварените приходи, нето добивка и број на вработени е силно признание за вашата успешна и посветена работа. Мене ми е драго што денес сум дел од овој настан, меѓутоа со оглед на тоа дека и со председателот Ќура и со другите членови на комората се знаеме долги години, веројатно како и порано би бил присутен во салата, но сигурно не до председателот. Така да сакам уште еднаш да се заблагодарам за оваа чест. Согласно податоците, како што кажа и председателот на комората, Стопанската комора на Северозападна Македонија, односно најдобрите топ 100 компании, во 2022 година во услови на светска економска и енергетска криза, го зголеми бројот на вработени, споредено со 2021 година, и вработува 9441 наш сограѓанин, имаат реализирано нето добивка од 100 милиони евра и оствариле 1,3 милиарди евра приходи и реализирали инвестиции од 64,6 милиони евра. За вакви позитивни трендови, позитивни резултати во една исклучително кризна година, сите заслужуваат еден голем аплауз. Тие позитивни трендови, владата, водејќи се од стратешките политики и понатаму ќе ги поддржува, ќе создава поволен и предвидлив деловен амбиент со цел да имаме нови инвестиции во државата. Економскиот развој е наша примарна цел. Влезот во НАТО, почетокот на преговорите со Европската Унија обезбедуваат севкупен економски напредок за сите граѓани во нашата земја. Со примената на стандардите на Европската Унија и со почетокот на скрининг процесот следува забрзување на реформите и европско функционирање на институциите. Нашата економија е отворена и динамична, за тоа сведочат и бројните гости кои ги имаме од стопанските комори од соседството. Сакам да ги поздравам и гостите од Косовската стопанска комора. И тоа треба да го искористиме како шанса, како средство да постигнеме успех побрзо и одржливо на долг рок. Еден од фундаментите на овој период е трансформацијата на нашата економија. А тоа е европска економија на државата која ќе има доволно ресурси и капацитет за да биде дел од европската економија. За нашиот човечки капитал да биде дома, да произведува и сервисира услуги и за нас, и за извоз, но и за милионскиот европски пазар. Ние докажавме и преку производството, и преку услугите, и преку новите компании кои се отвораат во новите индустрии, особено во IT индустријата, во производството на автоделови, дека имаме и знаење, и вештини, и капацитет да го направиме се оно што можат да го направат и во Франција, и во Италија, и во Германија. Па дури и во Франција, и во Италија, и во Германија го прават наши луѓе, не го прават нивни луѓе, да бидеме искрени до крај. Убеден сум дека дента, кога ќе станеме дел од Европската Унија, нашата држава и нашиот регион ќе бидат држава и регион со највисоки стапки на економски раст во однос на сите други сегашни земји членки на Европската Унија. Во новото време на економија базирана на иновации и знаење, најдобрите практики се исклучително важни, бидејќи вашиот успех е огромна инвестиција за растот на државата. Искрено сакам да ви честитам на успехот, ви посакувам уште многу успеси и заеднички да ги споделиме новите економски победи за подобра сегашност и подобра иднина на сите граѓани. Владата и понатаму посветено ќе работи на создавање на поволни услови за развој на приватниот сектор кој е двигател на државата. Затоа креираме мерки, креираме нови планови за справување со моменталните предизвици, а паралелно работиме и на мерки кои на среден и на долг рок ќе донесат бенефит за државата. Сите мерки ги креираме во соработка со представниците на деловната заедница, каде активно е вклучена и Стопанската комора на Северозападна Македонија, и нивниот придонес во креирањето на подобар деловен амбиент е несомнен. Владата е партнер на стопанството. Постојано расте бројот на домашни компании
кои продолжуваме да ги поддржуваме преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, придонесовме за зголемување на нивната конкурентност и дома и во странство. До сега владата има поддржано 919 домашни компании за нивни инвестициски циклуси, со реализирани половина милиарда евра инвестиции поддржани со 100 милиони евра од државата. Предвидовме континуирана поддршка за компаниите и со новиот 9-ти пакет на антикризни мерки, во рамките на кои компании ќе бидат поддржани со над 492 милиони евра. Средствата ќе бидат насочени кон поддршка на заекнување на приватниот сектор. Воведуваме конкретни мерки за облажување на економската криза и зачувување на конкурентноста на нашата економија, на тој начин штитејќи ги работните места на граѓаните и создавајќи услови за достоинствени плати преку поддршка на трансформацијата на компаниите во енергетски ефикасни, во компании кои воведуваат нови технологии и компании кои ги обучуваат своите вработени согласно најновите менеджмент практики. Создаваме и многу можности за поддршка и преку механизмите на ИПАРД програмата и овозможуваме поволни кредити преку Македонската банка за поддршка на развојот. Приватниот сектор е, како што реков, еден од најважните двигатели на економијата и затоа продолжуваме заедно да ја градиме нашата европска економија за повисок раст, нови инвестиции и подобар животен стандард. Уште еднаш упатувам честитки за топ 100 компаниите, како и за сите други компании кои се дел од Стопанската комора на Северозападна Македонија, истовремено и до сите други компании членки на другите стопански комори. Јас знам дека стопанските комори во државата соработуваат исклучително добро меѓу себе, се почитуваат, па дури и делат иста зграда во која што се сместени. И знам дека секогаш кога одиме на разговори заедно со вице-премиерот за економски прашања, со министерот за економија, со министерот за финансии, најчесто на состаноците присуствуваат сите стопански комори заедно и тука сакам да упатам честитки и за раководствата, меѓутоа и за вработените во коморите, кои навистина на дневно ниво споделуваат податоци, работат на мерките и го напредуваат стопанството. Уште еднаш честитам, уште еднаш благодарам за честа и ви посакувам многу успешна 2024 година која што е пред нас. Ви благодарам.